Спомен и житие на блажениот наш татко и учител Методија, архиепископ Моравски. Семоćниот и благ Бог создал од небитие во битие се што е видливо и невидливо и го украсил со секаква убавина, па тој што ќе размислува помалку, делумно ќе може да разбере и да го препознае оној што создал такви чудесни и многобројни дела. Зашто по големината и добрината на делата со размислување и родителот нивни се познава, што го воспеваат ангели со три свети гласови, а сите ние правоверни го славиме во Света Тројца, тоест во Таткото и Синот и во Светиот Дух, трите ипостаси за кои може да се каже дека се три лица во едно божество. Пред секој час и време и година, над секој ум и безтелесна помисла, самиот Татко Сина си го родил, како што кажува премудроста. Пред сите редови мене ме роди. И во Евангелието кажа со својата пречиста уста самото Божје Слово, овоплотено во последно време заради нашето спасение. Јас сум во Татко ми и Татко ми е во мене. Од истиот Татко и Духот Свети излегува, како што кажа Синот сам со Божји глас, Духот на вистината кој што излегува од Татко ми. Тој Бог го создаде сето битие, како што кажува Давид. Со зборот Господов небесата се создадоа и со духот на устата негова сета нивна сила. Тој каже и бидна, тој нареди и се создаде. Пред се го создал човекот, откако зел правот земјата. Од себе си му вдахнал животворен дух и разум на зборот и му дал самовласт. Го вовил во рајот, заповедувајќи заповед за искушение. Па ако ја одржал, ќе станел бесмртен, а ако престапел, со смрт ќе умрел по своја волја, а не по Божја повелба. Кога ѓаволот го видел човекот толку чесен и издигнат на тоа место од кое тој, поради својата охолост, паднал, направил да ја престапи повелбата. И Бог го испадил човекот од рајот и го осудил со смрт. И од тогаш започнал нечистиот да го искушува и да го соблазнува со многу пакости човечкиот род. Но Бог не го оставил до крај човекот со својата голема милост и љубов, но секоја година и време одбирал мажи и им ги покажувал на луѓето нивните дела и подвизите, загледувајќи се на сите нив кон добро да се стремат. Така беше Енох, кој што прв се осмели да го повика името Господово. Потоа Енох, откако му угоди на Бога, се представи кај него. Но и се покажа праведен во својот род и го избегна потопот во својот ковчег, за да се наполни и да се украси пак земјата со созданија Божии. Аврам по разделувањето на племињата, кога сите се заблудија, го позна Бога и се нарече негов другар и зеде завет. Во семето твое ќе бидат благословени сите народи. А Исак по примерот на Христа беше качен на гора за жртвување. Јаков ги уништи идолите на теста си и виде скали од земи до небо, и ангели Божи што слегуваат и се качуваат по нив, и благословувајќи ги синовите своји, пророкуваше за Христа. Јосиф во Египет го нахрани народот и се покажа Божји човек. Јов Австидиски книгите го прикажуваат како праведен, вистинит и непорочен. Откако зеде на себе искушение и го истрпе, беше благословен од Бога. Мојсий со Аарона меѓу свештениците Божи беше наречен Бог на фараонот и го накажа Египет и ги изведе Божите луѓе. Ден е по сјаен облак, ноќ е по огнен столб. И морето го проби и поминаа по суво. А египтјаните ги потопи и во безводна пустина ги напои луѓето со вода и ги насити со ангелски леб и со птици. Изборувајќи со Бога лице в лице, како што може човек со Бога да зборува, им даде закон на луѓето, напишан со прст Божји. А Исус Навин им ја раздели земјата на луѓето Божји, откако војуваше со противниците. И судиите извојуваа многу победи. А откако прими Божја милост, Самуил ги помаза царевите и ги постави по Словото Божјо. Со кроткоста своја Давид стана пастир на луѓето и ги научи на Божји песни. Добивајќи мудрост од Бога, повеќе од сите луѓе, Соломон сочини многу добри поуки со приказни, но и самиот не ги додржа до крај.
Или ја со гладија изобличи човечката злоба и мртво дете воскресна, и оган од небото симна со збор и мнозина попали, и жртви со чуден оган изгоре. Омразните свештеници ги потепа, па се искачи на огнена колесница со коњи, откако му даде на ученикот двојна сила на духот. Елисеј, откако ја прими неговата наметка од овчка кожа, стори двојни чуда. Другите пророци, секој во свое време, пророкуваа за чудесните работи што требало да станат. По нив, великиот Јован, посредник помеѓу Стариот закон и Новиот, стана крстител Христови сведок, проповедник на живите, па и на мртвите. Светите апостоли Петар и Павле, со другите ученици Христови, како молња го обиколија сиот свет и ја осветлија сета земја. По нив, мачениците со својата крв ја измија гнасотијата, а наследниците на светите апостоли, крстејќи го царот со многубројни подвизи и труд, го разурнаа паганството. Честниот Силвестер со 318 теоци ја прими помошта на великиот цар Константин и откако го свика првиот собор во Никеја, го победи Арија, го проколна и него и неговата ерес, што беше ја кренал против Света Тројца, како Аврам некогаш со 318 момчиња што беше го победил царот и од Мелхиседек, царот Салемски, примил благослов и леб и вино, оти беше свештеник на Вишниот Бог. А Дамас и Григорий Богослов со 150 теоци со великиот цар Теодоси во Цариград го потврдија светиот символ, верувам во единствениот Бог. А Македонија го отфрлија и го проколнаа и него и неговата хула, што ја отфрлаше на Светиот Дух. Келестин и Кирил со 200 оци и со еден цар во Ефес го соборија Несторија и сета гадост што ја кажуваше против Христа. Леви Анатолий со правоверниот цар Маркијан и со 630 теоци ги проколнаа во Халкидон безумството и гадоста на Евтихии. Видили со богоугодниот Јустин и со 165 отци го собраа петтиот собор и откако ја испитаа работата, ги проколнаа виновниците. Агатон, папа апостолски, со 270 отци и честниот цар Константин, на шестиот собор смирија многу буни и откако ги прогнаа виновниците, ги проколнаа заедно со сите учесници на соборот. И тоа, Теодор Фарански, Севгир и Пирон, Кир Александрийски, Енорий Римски, Макарий Антиохиски и други нивни следбеници. А христијанската вера ја поставија врз вистина и ја закрепија. По сето тоа, Господ милостив, кој што сака секој човек да биде спасен и да ја сознае вистината, во наше време, заради нашиот народ, за кој никој никогаш не се погрижил, го наведе кон добро нашиот учител, блажениот Методија, па нема да се посрамиме споредувајќи ги сите негови добри дела и подвизи со тие на Божите угодници. На едните им беше рамен, од други беше малку помал, а од трети поголем, красноречивите надминувајќи ги со дело, а трудбениците со збор. Приличен на сите, во себе го одразуваше образот на сите, со страв Божи, со исполнување на заповедите, телесна чистота, со усрдност на молитвите и светост, со збор силен и кроток, силен за противниците, а кроток за послушните кон поука, со јарост, спокојство, милост, љубов, страст и трпение. Беше се за сите да ги придобие. А не беше од прост род, од обете страни, туку од мошне, добар и чесен, познат одамна и на Бога и на царот, а и на сета солунска земја, што се гледаше и од неговиот телесен образ. Зато и правниците што го љубеа од детинство за него зборуваат честни зборови, а кога разбра царот за неговата бистрина, му даде да управува со словенска област. А ќе кажам, тој како да предвиде дека ќе го праќа за словенски учител и за прв архиепископ, за да ги изучи сите словенски обичаи и помалку да навикне на нив. Од кога помина, управувајќи таму многу години и од кога виде многу нереди и буни во својот живот, го размени стремежот кон земна темнина со небесна мисла, зашто не сакаше да ја пороби својата честна душа заради тоа што не е вечно. И во погоден час го напушти кнежевството
и откако отиде на Олимп, каде што пребиваа свети оци, се подстрижа и се облече во црна риза. И се повинува на сите покори, исполнувајќи го во се монашкиот чин, прилежно читаше книги. Кога дојде часот, царот прати по филозофот, брат му негов, за да оди кај хазарите и да го земе со себе на помош. Оти таму имаше евреи што моште многу ја напаѓа христијанската вера. И тој рече, готов сум да умрам за христијанската вера. И не се оглуши, туку тргна да му служи како роб на помалиот брат, повинувајќи му се. И тој со молитви, а филозофот со зборови, ги надваса и ги посрамија. Кога го видоа царот и патриархот неговиот подвиг по Божиот пат, го наговорија да го посветат за архиепископ на честно место, каде што има потреба од таков маж. А бидејќи не се согласи, го принудија и го поставија за игумен во манастирот наречен Полихрон, кој што имаше доход од 24 мери злато, а имаше во него и прегу 70 отци. Во тие дни се случи така, што Ростислав, кнез Словенски, со Свјатополк испратија луѓе од Моравија до царот Михаил, вака зборувајќи. По Божја милост здрави сме и кај нас се дојдени многуми научители, христијани од кај власите и од грците и од немците, учејќи неразлично. А ние словените сме прост народ и немаме кој да не поучи на вистина и на разум. Затоа, добри господаре, испрати таков маж што ќе не упати во секаква правдина. Тогаш царот Михаил му рече на Константин филозоф: го слушаш ли, филозофе, овој збор? Друг ова нема да може да го направи освен тебе. Та затоа, еве ти многу дарови и земи го братат и игуменот Методија, па оди. Оти вие сте солуњани, а сите солуњани чисто словенски зборуваат. Тогаш не смееја да му откажат ни на Бога, ни на царот, како што зборувал светиот апостол Петар, кој што кажал: од Бога бојте се, царот почитувајте го. Туку кога го чуја високиот збор, се предадоа на молитва со другите што имаа ист дух како и тие. И тука Бог му ги откри на филозофот словенските книги и веднаш, откако ги создаде буквите и состави беседа, тргна на пат кон Моравија, земајќи го Методија. А тој почна пак покорно да му служи на филозофот и да учи со него. И кога поминаа 3 години се врати од Моравија, откако изучи ученици. Кога разбра за таквите мажи, апостолскиот наместник Никола испратив по нив со желба да ги види како ангели Божии, го благослови нивното учење и го положи словенското евангелие на олтарот на светиот апостол Петар и го посвети за свештеник блажениот Методија. А имаше многу други луѓе што ги навредуваа словенските книги, велејќи дека не е достојно ни еден народ да има свое писмо, освен евреите и грците и латините, каков што е на Пилатовиот надпис, што бил надпишан на крстот Господов. Нив ги проколна апостолскиот наместник, наречувајќи ги пилатовци и тријазичници, и му нареди на еден епископ кој боледуваше од иста болест да посвети од словенските ученици 3 попови и 2 штеци. По многу дни, филозофот, одејќи на суд, му рече на брата си Методија: еве, брате, ние 2 бевме впрегнати да ораме една бразда и јас спаѓам на нивата, окончувајќи ги своите дни, а ти мошне многу ја љубиш гората. Но немој заради гората да го оставиш нашето учење, зашто со него ќе бидеш спасен. Тогаш Коцел му се обрати на апостолскиот наместник, барајќи го Методија, нашиот блажен учител, да му го пушти. И апостолскиот наместник рече: не само тебе, туку и на сите овие апостолски земји им испраќам учител од Бога и од светиот апостол Петар, прв наместник и клучар на Царството Небесно. И го испрати откако го напиша ова послание. Адријан, епископ и раб Божи до Растислава и Свјатополка и Коцелја. Слава му на Господа вишен и на земјата мир и меѓу луѓето добра волја. За вас сме чуле духовни работи, а сега копнеевме со желба и молитва заради вашето спасение, дека Господ ги поттикнал вашите срца да го бараат и ви покажал дека не само со вера, но и со добри дела треба да му се служи на Бога.
Оти верата без дела е мртва, и отпаѓаат тие што мислат дека го познаваат Бога, а со делата се оттргнуваат од Него. И не сте побарали учител само од овој светителски стол, но и од благоверниот цар Михаил, па ви го испратил блажениот филозоф Константин со брата му, додека не стасавме ние. А тие, кога разбрале дека власта на апостолскиот стол досега до вашата земја, со ништо не го прекршиле канонот, но дојдаа кај нас и ги донесоа моштите на Свети Климент. А ние, откако ја примивме тројната радост, намисливме да го испитаме и да го испратиме Методија, посветувајќи го него со учениците како син наш во вашите краишта, маж со совршен разум и правоверен, да ве учи како што молевте, објаснувајќи ви ги книгите на ваш јазик, исполнувајќи го сиот црковен чин и со света миса, што значи служба, и со крштение, како што започна Константин филозоф со Божја благодет по молитвите на Свети Климента. Исто така, ако може некој друг достојно и правоверно да проповеда, нека биде свето и благословено од Бога и од нас и од сета католичка и апостолска црква, за да навикнете полесно да заповедите Божии. Само ово еден обичај чувајте го. На миса најнапред да се читаат апостолот и Евангелието на римски, па после на словенски, за да се исполни кажаното во писанието. Сите народи ќе започнат да го слават Господа, а на друго место, сите ќе зазборуваат на различни јазици за величието Господово, како што ќе им даде Светиот Дух да одговараат. Ако некој од собраните кај вас учители, што ги чешаат ушите и одвраќаат од вистината кон блуд, се осмелил и започнува поинаку да ве соблазнува, напаѓајќи ги книгите на вашиот јазик, нека биде не само одбиен од причесната, туку и од црквата, додека да се поправи. Оти тие се волци, а не овци, па треба да ги познавате по плодот нивни и да се чувате од нив. А вие, чеда возлюбени, послушајте ga Божјата наука и не отфрлувајте црковната поука, за да станете вистински поклоници Божи, на нашиот небесен татко со сите светители. Амин. Тогаш Коцелј го прими со голема чест. И пак го испрати кај апостолскиот наместник и 20 мажи, благородници, за и нему да му го посвети за епископ во Панонија, на столот на Свети Андроник, апостолот од 80 како што стана. По ова, стариот непријател, завислив на доброт и противник на вистината, му го раздвижи срцето на непријателот на моравскиот крал против него со сите епископи, со изговор дека во наша област учиш. А тој одговори: јас да знаев дека е ваша област, од околу ќе заминував, но таа е на Свети Петар. Та на вистина, ако вие од грабливост и лакомство по старите граници постапувате спротивно на каноните и ја забранувате Божјата наука, пазете се да не би, сакајќи железен рид да пробиете со костјано теме, да си го истурете мозокот. Му одговорија разјарено вака: зло ќе те снајде. А тој одговори: вистина кажувам пред царевите и не се срамувам, а вие правете со мене што ви е волја. От јас не сум подобар од тие што зборувајќи ја правдата, го изгубиле овој живот во многу маќи. И откако се искажаа многу зборови и не можеше да му се противречи, кралот рече молбено: не го измачувајте мојот Методија, оти веќе е испотен како покрај оган. Тој рече: да, господари. Некогаш кога сретнале луѓето испотен филозоф му рекле: што се потиш? А тој одговорил: со груби луѓе се пречекав. Бидејќи се судрија заради тие зборови, се растурија, а него го испратија во Швабско и го држаа 2,5 години. Дојде вест за тоа до апостолскиот наместник и кога разбра, испрати проклетија на нив, да не пеат миса, тоа служба, сите кралски епископи додека го држат затворен. И така го пушти и му рекоа на Коцелја: ако го имаш овој при себе, со нас нема да поминеш добро. Но тие не го избегнаа судот на Свети Петар, оти 4 епископи од нив умреа. Тогаш се случи моравјаните, кога сетија дека немските попови што живееја со нив не им се доближуваат, но коваат завери против нив, ги изгонија сите, а на апостолскиот наместник му кажаа:
И порано нашите татковци примиле крштение од Свети Петар, па затоа дај него Методија за архиепископ и учител. Апостолскиот наместник го испрати веднаш и кнезот Сватополк го прими со сите моравјани и му ги повери сите цркви и свештеници во сите градови. Од тој ден почна силно да се множи Божјата наука и да се множат свештеници во сите градови, а незнабожците да веруваат во вистинскиот Бог, откажувајќи се од своите глупости. Со тоа почна да се расширува на сите страни и моравската држава и да ги победува решително своите непријатели, како што раскажуваат секогаш и самите. Воде го имаше и пророчка благодат, така што се исполнуваа многу негови пророштва, од кои едно или две ќе раскажеме. Паганскиот кнез, мощне силен, кој што седеше на висла, им се подсмеваше на христијаните и им чинеше пакости. Испраќајќи кај него Методија рече: Синко, добро би ти било да се крстиш по своја волја, во својата земја, за да не бидеш со сила покрстен, пленет во туѓа земја, па ќе се сетиш за мене. Така и стана. Некогаш пак Святополк војуваше со незнабожци и бидејќи ништо не успеваше, туку се забаваше и наближуваше мисата на денот на Свети Петар, Методија му испрати порака: Ако ми ветиш дека на Петров ден ќе бидеш со своите војници кај мене, верувам во Бога дека набргу ќе ти ги предаде. И така стана. Некој друг, мощне богат и советник на кнезот, се ожени за снаа си, тоест за својата јатрва. И покрај многуте прекори и поуки и опомени, не можеше да ги растави, зашто други, преправајќи се за Божји слуги, тајно ги расипуваа и им ласкаа заради имањето. Најпосле ги исклучи од црквата и рече: Ќе дојде час кога нема да може да ти помогнат твоите ласкатели, а за моите зборови ќе се сетите, но ништо нема да можете да сторите. Наеднаш, кога Господ ги наопушти, најде напас на нив, па не им се узна местото нивно, зашто како луња да го зеде нивниот прав и го развеа. И многу нешто слично на ова што е прикажано јасно во приказни. Сето ова не можеше да го поднесе стариот непријател, завидливец на човечкиот род, па крена некој против него. Како Датон и Авирон против Методија, едни јавно, а други скришно, и тоа тие што боледуваат диопатарска бол, ерес, и послабиот го навртуваат од правиот кон себе, зборувајќи: Нам папата ни дал власт, а за овој наредува да биде изгонет и тој и учењето негово. Откако го собраа сиот моравски народ, наредија да се прочита пред нив посланието, за да чујат за неговото изгонување. А луѓето, како што е обичај кај нив, сите тагуваа и жалеа, бидејќи беа оставени без таков пастир и учител. Освен слабите, кои лагата ги вееше како ветар лисје. А кога ги прочитаа книгите на апостолскиот наместник, најдоа напишано: Братот наш Методија е свети правоверен човек и врши апостолско дело, и во негови раце се од Бога и од апостолскиот стол сите словенски земји, па кој ќе го проколне, проклет да биде, а кој ќе го благослови, благословен да биде. И се посрамија, па се растурија срамотно, како магла. Но само до ова да не се запре нивната злоба, па рекоа: Царот се лути на него, па ако го најде, нема живот за него. Но Господ милостив не сакаше и со ова да го навреди својот слуга, па вложи во срцето на царот, зашто срцето царево е секогаш блиско до Божите раце. Испрати писмо до него: Честни оче, многу сакам да те видам. Па стори добро и потруди се до нас, да те видиме додека си на овој свет и да ја примиме твојата молитва. Тогаш тој веднаш отиде таму, и царот го прими со голема чест и радост. И откако ја пофали неговата наука, задржа од помеѓу неговите ученици и ѓакон со книги. Се му учини по волја како што посака и не се оглуши за ништо. Го исцелива и го дарува богато и го испрати пак свечено до неговата престолнина, а така и патриархот. Потоа по сите патишта паѓаше во многу незгоди од нечестивиот, во пустините меѓу разбойници, а по морето во бурни бранови, во реките од подводни ненадејни карпи, така што се исполнија зборовите апостолски за него.
несреќи од разбойници, несреќи по море, несреќи по реките, несреќи од лажните браќа, во маки и тегови, во чести бденија, често во глад и во жедост и другите шкоти што ги споменува апостолот. Потем ја отфрли сета животна суета и своите грижи му ги предаде на Бога, а најпрвин од своите ученици одбра двајца попови, мощни брзописци, и набрзо го преведе сето свето писмо, освен книгата на Макавеите, од грчки на словенски, за 6 месеци, почнувајќи од месец март до 26-тиот ден на месец октомври. Кога сврши, му принесе достојна благодарност и слава на Бога, кој што дава таква благодат и брзина, подкако со своето свештенство ја изнесе свештената тајна на Свети Пренос, служеше во спомен на Свети Димитрија, но и пред тоа беше превел само псалтир и Евангелие со апостол и со одбрани црковни служби заедно со филозофот. Тогаш ги преведе и номоканонот, т.е. правилата за законот и книгите за отците. Кога дојде во Дунавската земја кај унгарскиот крал, посака да го види. И макар што некои зборуваа и сметаа дека нема да му се откине без мака, отиде кај него. А тој, како што прилега на владетел, така и го прими честно и славно, со радост. И откако се разговори со него, како што прилега на такви мажи да водат разговори, го отпушти и го исцелива и со љубов го издарува, велејќи му: спомени си за мене, честни оче, секогаш во твоите свети молитви. Така, кога сите обвинувања ги пресече од сите страни и им ги затвори устите на сторечниците, текот на животот му се сврши. Верата ја дочува, чекајќи го праведниот венец. И бидејќи така му угоди на Бога, беше возлюбен. Почна да му се приближува времето да прими почина од страдањата и награда за многуте тегоби. Го праша: кого го сметаш, очи учителе честни, меѓу твоите ученици да ти стане наследник на твојата наука? Им покажа еден од своите познати ученици, што го викаа Гораст, зборувајќи: овој е слободен маж од вашата земја, учен многу во латинските книги, правоверен. Нека биде Божјата волја и вашата љубов како и бојата. Кога сиот народ се собрада цветници, тој влезе в црква и издебоштен да искаже благослов да царот и да кнезовите и да свештениците и да сиот народ, рече: пазете деца на мене до третиот ден. И така стана. На раздедување на третиот ден рече уште: во твои раце, Господе, ја полагам мојата душа. Почида да рацете да свештениците во 6-тиот ден од месец април во третиот индикт во 6393 година од создавањето на светот. Неговите ученици го положија на одар и го да правијат достои за да го почести, и откако му служија служба да латински, да грчки, да словенски, го погребаа во соборната црква. И тој се придружи кон своите отци, патриарси, пророци, апостоли, учители и баченици. Безбројен народ се собра да го испрати со свеќи, плачејќи по добриот учител и пастир, машко и женско, мало и големо, богати и сиробаси, слободни и робови, вдовици и сираци, туѓинци и добашни, болни и здрави. Сите го испраќаат тој што им беше се на сите, за да ги придобие сите. А ти од височина, свете и честа главо, со своите молитви пази на нас што те сакаме. Избави ги од секаква напаст своите ученици и распространувај го учењето, а ересите прогодувај ги, за да проживееме овде достојно за нашето звание и да застанеме со тебе, ние, твоето стадо од десната страна на Христа, нашиот Бог, примајќи од Него вечен живот, од и Негова е славата и честа во сите векови. Амин.